Топлотен бран со пеколни температури до 40 степени Целзиусови најавуваат метеоролозите за во наредните неколку денови. Македонија периодов влегува во портокаловата предупредувачка фаза. Здравствените работници кои веќе се на работна издржливост поради корона кризата апелираат до граѓаните максимално да се заштитат, со цел да ги избегнат последиците, како што се топлотен удар, сончаница или дигестивни проблеми. Стравуваат дека овие симптоми може да се помешаат со симптомите на коронавирусот и да се создаде хаос во здравствениот систем. Одитната медицинска помош велат дека зголемениот број на интервенции поради овој проблем е карактеристичен за жешкото време. Најбитно е да не се изложуваат на сончева топлина во периодот од 11 до 17 часот, со тоа што може да дојде до прегрејување. Прегрејувањето всушност доведува до проблеми од акутна природа, како сончаница, топлотен удар, мускулни грчеви, понатаму и некои дискомфорти во централниот нервен систем. Може да дојде до дехидратација, а дехидратацијата директно влијае на центарот за рамнотежа, значи се јавува мачнина, вртоглавица, потоа може да дојде до несвестица, колапси и препорачуваме доколку не е доволна само помошта или помошта од околината, тогаш во вид на рехидратација, ладење, тогаш да се побара лекар или на медицинска помош. Медицинските лица советуваат да се внимава на внесувањето течности и полесна храна. Според нив многу е важно на кој начин храната ќе се транспортира до дома и како ќе се чува, да не дојде до труење доколку храната се расипе. Граѓаните пак велат дека колку што е можно избегнуваат да излегуваат надвор, посебно кога е најжешко. На дел од нив, носењето заштитна маска им представува дополнителен проблем. Генерално не ми смета мене. Дома под клими, во кола со клима. Па да, сметам, меѓутоа на сабале рано излагам, ама сега нешто исклучок излагам за побрзо и така. Како ќе се штитиш? На ошарите да се носиш чешир, ама не носиме, ние немаме навика. Ја не се штитам од горештина, бидејќи сум со точак, а со точак нема горештина. Подсенка со вода тоа. Од службата за брза помош велат дека граѓаните треба да бидат многу внимателни и максимално да се заштитат, како од пандемијата со COVID-19, така и од пеколните температури, затоа што поради преоптовареноста на службата може помошта да доцне.